Почитувани гледачи, добро дојдовте во урбаните вести. Во организација на Скопски сајм од 25 до 27 месецов во ВИП-арената Борис Трајковски во Скопје ќе се одржат 43-тото издание на меѓународниот сајм Технома и 37-та меѓународна изложба на иновации Макинова 2017. На сајмските манифестации ќе бидат презентирани дејности, производи, услуги и експертиза на домашни и странски фирми од металургија, електротехника, енергетика, градежништво. Со ова вест ги започнуваме вестите, а во продолжение го гледаме кусиот преглед на денот. Средба за нацрт програма за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021. Промовирана книгата Мојот професор Пророк. Почнува 36-тото издание на Скопски џез фестивал. По повод 30 години ликовно творештво изложба на Горјан Ѓоргиев. Денови на сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост во организација на Хера. Се уште актуелна состојбата со локалните избори во Македонија. ДИК денеска на седница која се уште трае ги разгледува поднесените приговори од партиите. Од поднесените приговори до ДИК, ВМРО ДПМНЕ повлече 3. 2 од нив се однесуваат на Прилеп и 1 за Скопје, за повеќе избирачки места. Со оглед на бројот на поднесени приговори над 40, се очекува денешната седница на ДИК да потрае, а крајниот рок до кој комисијата ќе треба да се произнесе до вечер до 12 часот на полноќ. Државната изборна комисија ја одржува седницата на која одлучува по приговорите од подносителите на листи на кандидати во врска со гласањето на првиот круг на локалните избори. Поднесени беа 46 приговори, од кои 43 од ВМРО ДПМНЕ. Пред почетокот на седницата, опозицијската партија повлече 3 од приговорите што се однесуваат на гласањето и сумирањето на резултати во Скопје и Прилеп. По еден приговор поднесоа и ВМРО, Алијансата на албанците и Левица. ВМРО ДПМНЕ поднесе приговори за гласањето во Ѓорче Петров, аеродром, Центар, Чаир, Сарај, Кисела вода, Шуто Ризари, Газибаба, Кривогаштани, Карпош, Прилеп, Радовиш и Струга. ВМРО за гласањето во град Скопје, Алијанса за албанците за Гостивар и Левица за гласањето во Куманово. Приговори за изборите за градоначалник има за град Скопје, за Центар, за Сарај, за Струга, за Радовиш и за Кривогаштани. За гласањето за листите за советници приговори има за град Скопје, Центар, Гостивар, Струга, Радовиш, Прилеп, Куманово и Кривогаштани. Остри дискусии се одвиваа помеѓу членовите на ДИК за вториот приговор од ВМРО ДПМНЕ, кој се однесува за гласачкото место 2806/1 во Скопската општина Центар, каде според партијата гласањето треба да се поништи затоа што во кутија биле најдени 352 ливчиња, а во избирачкиот список има 351 подпис. Членовите на ДИК од ВМРО ДПМНЕ Силвана Бонева и Сашо Срцев тврдеа дека станува збор за нерегуларности и дека гласањето мора да се поништи, додека членовите на ДИК од СДСМ Виолета Дума и Игор Милев сметаа дека станува збор за ситен пропуст кој не влијае на регуларноста. ДИК сепак гласаше да се донесат на увид изборни материјали од избирачкото место во Центар за да се изјасни по однос на приговорот што се однесува на тоа место. Со оглед на бројот на поднесени приговори над 40 се очекува денешната седница на ДИК да потрае, а крајниот рок до кој комисијата ќе треба да се произнесе е вечер до 12 часот на полноќ. За сега приговорите на Алијансата на албанците, ВМРО и Левица остануваат. Кандидатите за градоначалници на општина Газибаба од ВМРО ДПМНЕ Тони Трајковски и од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Борис Ѓоргиевски и денеска излегоа пред граѓаните да презентираат проекти од својата програма. Еве што изјавија тие. Еден од клучните проекти кои ќе бидат реализирани е целосна гасификација на нашата општина. Со поддршка на централната власт ќе обезбедиме газ до секој училиште, амбуланта, детска градинка до фирмите и до секое домаќинство во општината. Дополнително, со гасификацијата директно ќе действуваме на економскиот развој на нашата општина. Затоа покрај гасификацијата се обврзуваме во изградба на комплетно ново основно училиште
во хиподром и детска градинка во Стајковци. Време е сите заедно да изградиме модерна и современа газибаба, бидејќи тоа го заслужуваме. Имаме квалитетни проекти кои ќе го подобрат животот на сите. Во населбата Железара во следниот период планираме да продолжиме со реализација на инфраструктурните проекти. Во делот на доизградба на пешачките патеки во целата населба, комплетна реконструкција на улиците Гемиџиска, Зеничка и Тајмишка. Планираме да се реши и проблемот на улицата Гемиџиска, Филип Филиповиќ и Душан Тасковиќ во делот на атмосферските води, односно планирана е комплетна изградба на атмосферска канализација во овие улици. Со изградбата на новиот водоводен систем кој што ќе биде по улицата Хрватска, верувам дека ќе го решиме и проблемот со високата зона и ниските делови на одредени локации во Железара, посебно во летниот дел од годината со водоснабдување. Ќе продолжиме во делот на инвестирање во спортот, во рамките на основното училиште, комплетна реконструкција на спортската училишна сала и поставување на вештачка трева на игралиштето кој што се наоѓа во рамките на дворот на основното училиште. И посебен акцент во делот на екологијата ќе ставиме на комплетната реконструкција и ревитализација на паркот на природата Газибаба, кој што е едно белодробно крило на градот Скопје. Тоа беше блокот за локалните избори. Ние понатаму продолжуваме со темите од урбаните вести. Рационализација на финансиското работење на јавните институции, како и јакнење на надзорот на транспарентноста во однос на трошењето на парите на граѓаните, има за цел денешната консултација со невладиниот сектор за управување со јавните финансии 2018-2021. Механизмот за граѓански организации ИПА-2 денеска организираше консултативна средба со представници на граѓанското општество и други засегнати страни за нацрт програмата за реформа на управувањето со јавните финансии 2018-2021, изработена од работна група составена од Министерството за финансии. За таа цел пред представници на граѓанското општество беше представена стратегијата за управување со јавните финансии на ИПА-2 механизмот за граѓански организации, со цел да се зголеми искористеноста на средствата. Председателот на Центарот за економски анализи, Марија Николов, истакна дека треба да се направи дебата со вработени во Министерството за финансии за имплементација на една ваква програма. Порано имавте ситуација кога фискалната стратегија практично беше неупотреблива затоа што се носеше после буџетот, тоест се ажурираше после донесување на буџетот во Собрание на Република Македонија. Ако истата судбина ја следи среднорочната буџетска рамка, тогаш во што се состои подобрувањето, освен во формата, но не и во суштината. Значи, тоа се клучни елементи кои што ние не смееме да го забораваме кога ќе ја скрутинизираме, тоест кога ќе направиме надзор над програмата во која што треба да направиме една добра дебата со државната администрација, особено со вработените во Министерството за финансии, за остварливоста и имплементацијата на една ваква амбициозна програма. Александар Колекески, проектен координатор на ИПА-2 механизмот на граѓанските организации, изјави дека се прават консултации со цел да се подобри намената на искористеноста на европските средства и според него донесувањето на програмата е од големо значење за рационализирање на финансиското работење на јавните институции, како и зајакнување на надзорот и транспарентноста во однос на трошењето на парите на граѓаните. Целта на оваа консултација е да се резимираат препораки за подобрување на програмата која е резултат на взаемен труд и соработка на повеќе национални институции и не само да ги идентификува клучните предизвици во областа на управувањето со јавните финансии, туку и да понуди оддржливи решенија за нивно решавање. Вечерва започнува 36-тиот Скопски джез фестивал во македонската опера и балет. Во 4 фестивалски дена се најавени актуелни и врвни имиња од джез музиката од САД, Европа и Африка.
Со концерт на Дейвид Хелбок трио од Австрија и на големиот ансамбл од Норвешка, вечерва во Македонската опера и балет ќе почне 36-тиот Скопски џез фестивал. Во 4 фестивалски дена се најавени актуелни и врвни имења во џез музиката од САД, Европа и Африка. Ексклузивно за единствен европски концерт од Чикаго доаѓа една од најдобрите џез пејачки во светот, Ди Александер, на 20 октомври. Во истата вечер на 21 октомври ќе настапат две легендарни имиња од САД: Марк Рибо со проектот Young Philadelphians и Стив Колмен со легендарните Five Elements, соопшти Скопје џез фестивал. Ансамблот од Норвешка ќе настапи на крајот од фестивалот на 22 октомври. Еден од најдобрите светски џез пијанисти, Крейг Тейборн, ќе настапи со својот квартет, како и Дейвид Хелбок трио од Австрија. Најавени се и два полнокни концерта со афробит легендите Орландо Джулиус и Хелиоцентрикс и Ентони Џозеф со својата група. Во 4 главни вечери од 19 до 22 октомври концертите ќе се одржат во Македонската опера и балет со почеток во 20 часот. Во втората и третата вечер, 20 и 21 октомври, полнокните концерти ќе бидат во денсинг салата на Младинскиот културен центар. Четвртиот ден ќе има попладневен концерт во Кино Фросина во МКЦ со почеток во 17 часот. Во градската библиотека Браќа Миладиновци Скопје денеска беше промовирана книгата Мојот професор пророк од Вера Стојчевска Антик, посветена на Блаже Конески. Книгата е во издаваштво на издавачката куќа Култура, а инспирација за истата е средновековната книжевност. Професорката Вера Стојчевска Антик денеска во градската библиотека Браќа Миладиновци ја промовираше својата книга Мојот професор пророк, посветена на еден од најстакнатите македонисти Блаже Конески. Книгата, како што нагласува писателката, представува своевидна етнографија на комуникацијата во македонската наука и култура. Инспирацијата Стојчевска Антик ја пронашла во непосредната комуникација која што ја имала со својот некогашен професор Блаже Конески. Што ве инспирираше за оваа книга да ја напишете? Прво, уште во гимназиските клупи се влюби во поезијата на Блаже Коневски и не го познавав, но набргу станав негов студент. Во прва година ги слушав неговите предавања, а потоа по дипломирањето станавме и колеги. Бев избрана за асистент на филолошкиот факултет и станавме колеги, но уште повеќе ми беше чест што веќе подготвивме две книги заеднички и тогаш многу се зближивме, соработувавме, разговаравме, така да целиот мој живот сум во некој со неговото дело и со неговата личност. Книгата е намената за стручната јавност и изобилува со средновековна книжевност, која би можела да им биде од голема корист на просветните работници, кои го истражуваат делото на Блаже Конески и македонскиот јазик. За која публика е најпрепорачлива оваа книга и намената? Доживувам 10-та промоција на оваа книга. Можете да замислите, тие промоции ги сочинуваат граѓаните, луѓето, читателите на Блаже Коневски. Тоа не е случајно. Секако дека јас не сум виновна за тоа, туку барањата на разните асоциации, друштва, институции го бараат тоа. Мојот професор пророк е финансиски поддржана од Трифун Кустовски, а во издаваштво на издавачката куќа Култура. Издавач на книгата е Култура, издавачката куќа Култура, и тоа донатор ми е господинот Трифун Костовски, кој што самиот се јави да ја донира и да ја спонзорира книгата, зборувајќи дека Блаже Коневски е мојот татко, Блаже Коневски е таткото на целата наша земја, и јас со задоволство сакам да учествувам во ова. И еве, таа книга донирана од Трифун Костовски доживува денес 10-та промоција. Вера Стојчевска Антик е историчар на книжевноста и на книжевната теорија. Незиното дело содржи над 850 објави во Македонија и во странство, од кои 75 се книги. Меѓу најпознатите се пораки од давнина, Свети Климент Охридски, Свети Наум Охридски, средновековни раскази и други. Незината научна дејност е позната во многу македонски и странски славистички центри, која главно се одвивала околу средновековната македонска книжевност. Книгата на Стојчевска Антик денес ја промовираше професор доктор Димитар Пандев. Од денеска до 30 октомври во Културно-информативниот центар ќе биде поставена изложбата на Горијан Георгиев. Со оваа изложба уметникот одбележува 30 години ликовно творештво.
Во културно-информативниот центар вечерва ќе биде отворена изложбата на дела од Горијан Ѓорѓиев, со која уметникот одбележува 30 години ликовно творештво. Ѓорѓиев е роден во Скопје 1965 година, дипломирал во 1987 на Академија за ликовни уметности во Скопје, одсек сликарство. Од 1988 членува во Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Учествувал на многу перформанси, групни изложби и ликовни колонии во Македонија и странство, а имал и 17 самостојни изложби. Јубилејната изложба на Ѓорѓиев во културно-информативниот центар ќе биде отворена до 30 октомври. Од денеска до 10 ноември ќе се одржуваат денови на сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост во организација на ХЕРА и платформата за унапредување на правата на сексуално и репродуктивно здравје на лица со попреченост. Во текот на следните 3 недели ќе се обезбедат и бесплатни дерматовенеролошки и гинеколошки прегледи за луѓето со попреченост во Младинскиот центар Сакам да знам. Со искуствената работилница за сексуалност наменета за девојки и жени со попреченост денеска започнуваат деновите на сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост, кои што ХЕРА, Асоциацијата за здравствена едукација и истражување и платформата за унапредување на сексуалното и репродуктивно здравје на лицата со попреченост ги организираат до 10 ноември. Сексуалните права се универзални човекови права засновани на вродената слобода, достоинството и еднаквоста на сите човекови суштества. За потполно уживање на овие права сите луѓе треба меѓу другото да имаат пристап до информации и услуги за сексуалното и репродуктивното здравје. Но ова како да не важи за лицата со попреченост во Македонија, велат од ХЕРА. Во отсуство на доволно приватност и соодветно структурирани програми за сексуално и репродуктивно здравје, велат оттаму, лицата со попреченост кај нас живеат обкружени со бројни физички бариери, стигма, професионални предрасуди и чудни погледи, па едва ги остваруваат своите сексуални и репродуктивни права. Токму затоа предстојните денови на сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост ќе ги актуализираат овие прашања меѓу пошироката јавност, но и ќе ги охрабрат лицата со попреченост да зборуваат за своите искуства и да ги бараат своите сексуални и репродуктивни права, велат од ХЕРА. Покрај двете искуствени работилници за сексуалност и работилницата за луѓе со интелектуална попреченост, во текот на следните 3 недели ќе се обезбедат и бесплатни дерматовенеролошки и гинеколошки прегледи за луѓето со попреченост во Младинскиот центар Сакам да знам на Водно. Деновите ќе завршат на 10 ноември со филмска проекција и јавна трибина, која што покрај гинеколог, експерт за сексуално и репродуктивно здравје, родител и лице со попреченост ќе ја вклучи и општата јавност во дискусијата за едукацијата. Регионалниот центар за управување со кризи на Скопје информира дека утре без електрична енергија ќе останат неколку скопски општини. Станува збор за општините Киселавода, Газибаба, Студеничани, Ѓорче Петров и општина Карпош. Поради закажани технички зафати, утре без електрична енергија во одредени периоди од денот ќе останат дел од корисниците од неколку скопски општини, соопшти Регионалниот центар за управување со кризи Скопје по известување добиено од Ева на Македонија. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 10 часот и 30 минути без струја ќе бидат корисниците од улица Кавалска во општина Киселавода. Во општина Газибаба од 8 часот и 55 минути до 15 часот ќе бидат корисниците од улиците Ташко Караджа, Лазар Поптрајков, Христо Ботев, 16-та македонска бригада, Габреш, Трифун Хаджијанев, Факултетот за ветеринарна медицина и Ветеринарниот институт, а во периодот од 9 до 15 часот корисниците од делови од улиците 7-ма албанска бригада, Јајце, Ордан Чопела, Бајрам Шабани, Сараевска и Природно-математички факултет. Без електрична енергија во време од 9 часот до 12 часот ќе бидат корисниците од улиците 1, 6 и 7 во село Батинци, општина Студеничани. Од 9 часот до 11 часот корисниците од улица Востаничка и маркетот Рептил во општина Киселавода. Од 9 часот до 11 часот корисниците од дел од улица Лихнида во општина Ѓорче Петров, а од 9 до 14 часот корисниците од дел од улица Стогово во
во општина Карпош. Во периодот од 9 часот до 15 часот и 15 минути без струја ќе бидат и корисниците од улиците Габреш, број 4/6, број 2/1 и број 2/2, Ташко Караджа, број 14, број 18/1, број 20, 22 и 24 и улица Лазар Поп Трајков, број 26/3 и 29/2 во општина Газибаба. До недела ќе се задржи стабилно суво и топло време со надпросечни дневни температури. Од понеделник ќе преовладува облачно време со врнежи од дожд. Температурите следуваат во МТМ Метео. Почитувани гледачи, со временската прогноза ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието. Повеќе информации можете да добиете на mtm.mk. Довидување.